Во продолжение на програмата на КТВ следуваат вести. Министерството за локална самоуправа преку Ресурсниот центар за поддршка на развојот на општините објави јавен повик за изразување интерес за учество во базата на експерти на Ресурсниот центар кој е отворен за аплицирање до 15 декември годинава. Со воспоставувањето на базата на експерти се создава динамичен и професионален механизам кој ќе овозможи општините да добијат навремена, стручна и таргетирана поддршка. Секој експерт што ќе се вклучи ќе има можност да сподели знаење, да работи на конкретни предизвици, да креира решение и да даде видлив придонес во развојните процеси од локално значење, велат од Министерството за локална самоуправа. Деновиве делегација на општина Кавадарци оствари работна посета на општините Тиват и Будва, Црна Гора. На средбата се разговараше за можностите за унапредување на меѓусебната соработка, размена на искуства и заеднички проекти што ќе придонесат за развој на локалните заедници. Представниците на општините изразија силна волја за градење трајни партнерски односи со посебен акцент на соработката во областа на туризмот, културата, образованието, младинските политики, како и економскиот развој. Беа разгледани конкретни иницијативи, меѓу кои и организирање на културни и спортски настани, како и настани за развој на винскиот туризам. Со ова, општините Кавадарци, Тиват и Будва го отвараат патот за ново и долгорочно партнерство, се вели во информацијата од локална самоуправа Кавадарци. Во тек е реконструкција на главниот цевковод за вода за пиење на потегот Страгово-Кренјево со дуктилни цевки во должина од 6,5 километри. Во рамки на проектот ќе се изгради и нова хлораторска станица. Ова е прва реконструкција на овој дел од системот по пуштање во употреба на системот за водоснабдување Лукар. Проектот е финансиран од Министерството за транспорт, а финансиската вредност е 20 милиони денари. Настапот на познатиот фолк пејач Аца Лукас во Кавадарци нешто по полноќ бил прекинат од страна на полицијата. Како што информираат од СВР Велес, синоќа 10 минути по полноќ полициски службеници од ОВР Кавадарци го привеле Александар Вуксановиќ, 57 години, од Република Србија. При вршење на акцијска контрола во угостителски објекти на подрачјето на Кавадарци од страна на полициски службеници од ОВР Кавадарци, Оделение за криминалистички работи при СВР Велес, инспектор за странци од регионалниот центар за гранични работи Југ, заедно со државен пазарен инспекторат, државен инспекторат за труд и управата за јавни приходи, било констатирано дека во угостителски објект во Кавадарци Аца Лукас настапувал без потребната дозвола. Против него е поднесена прекршочна пријава по член 217 став 1.2 од Законот за странци, а од страна на Основен суд Кавадарци му била изречена парична казна. При контролата во истиот угостителски објект констатирани се прекршоци од страна на Управата за јавни приходи за неиздавање на фискална сметка, прекршок согласно Законот за пушење, а од страна на Државниот пазарен инспекторат било констатирано дека во објектот се присутни поголем број на гости од дозволениот број, за што ќе бидат поднесени соодветни поднесоци. Министерството за внатрешни работи во соработка со другите надлежни институции ќе продолжи и во наредниот период со зајакнати акцијски контроли на територијата на целата држава со цел санкционирање на било какво кршење на законите, се вели во информацијата од СВР Велес. Второлигашите вчера го одиграа редовното 13-то коло. Во дербито Штипска Брегалница славеше на гостувањето во Арачиново кај Шкендија со 1-2 и ја направи интересна битката за врвот на табелата. Утре променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд. На повисоките планини врнежите од дожд ќе преминуваат во врнежи од снег. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од југозападен правец. Во почетокот на следната седмица утринските температури значително ќе опаднат. Нови локални врнежи од дожд се очекуваат од вторник.
Емитувавме вести, имајте пријатна вечер.